Почнуваме со вестите. 50 родители на деца со посебни потреби од денес со шатори кампуваат пред Македонското собрание. На овој начин тие сакаат да бидат видливи за македонските политичари со цел да се решат низата на проблеми кои ги имаат сега, но и проблемите кои овие деца ќе ги имаат во иднина. Родителите на децата со посебни потреби од над 20 здруженија во земјава ги поставија шаторите во Жена парк во Скопје со цел да бидат видливи за македонските политичари, од кои очекуваат да почнат со решавање на низата на проблеми кои ги имаат. Во текот на денот има инцидент. Тројца обезбедувачи на градот Скопје пред очите на децата со посебни потреби ги затвараа шаторите, а во еден од нив имало и деца. Па имавме некои проблеми, ама не сакаме ни да се подсекаме на тоа, не. Тоа нека служи на чест на тие што го прават, тоа не е ни битно. Битната работа е зошто сме овде. Овде сме за сите деца и возрастни со посебни потреби. Мијалков потенцира дека ова се мирни протести, во нив нема политика, бидејќи станува збор за потребите за децата со посебни потреби, кои имаат нерешени проблеми со терапиите, поквалитетните испитувања, стручниот кадар и сместувањето на возрастните лица со посебни потреби по смртта на родителите. Значи, сте првиот ден да бидете барем малку видливи за македонските политичари. Па да, бидејќи тие се дел од нас. Значи, тие се наши браќа. Значи, јас сите 120 пратеници си ги сметам за мои пратеници, без разлика на партија. Значи, тие се должни, тие 120 луѓе се должни да ни направат подобар живот на сите нас, без разлика на националност или партија. Значи, суштината е дека треба да се обединеме сите. Над 50 родители на деца со посебни потреби денеска се во Жена парк. Ги посетиле министерот за труд и социјална политика, пратеникот Рајче Димков и Јохан Тарчуловски, а постојано поддршка им даваат и граѓаните и останатите на владини организации. Во шаторите вечерва ќе останат само родителите поради лошите временски услови. Во сабота ќе бидат и децата. Секој месец од 20 до 22 родителите на децата со посебни потреби ќе кампуваат пред Македонското собрание. Калиманци и понатаму без доволно вода, дождовите недоволни да ја дополнат. Разбојниците ги ставија под клуч Штипјани. Велат се плашат и дека не се безбедни ниту преку ден, ниту ноќ, откако маскирани разбојници почнаа да влегуваат по домовите на повозрастните граѓани. Бараат полицијата почесто да патролира по реони. Клучот на врата. Страшно е, не сме безбедни и дома, велат Штипјани, стравувајќи за својата лична безбедност, откако 2 разбојништва за кратко време се случија во градот. Поради ова, нивните домови биле заклучени и дење и ноќе, за да не влезат маскирани натрапници и насилници за пари. Не е страшно, него ептен. Ептен е страшно. Еве, јас како ја, например, да ми дојде некој, не знам што да учинам. Заклучувате ли се? Тоа е ке обова и денеска. И денескате. Никој што знам дека клучо ми се на врата доле. Ако е тука, ако сум и тука сину и внуку, и така. Ако не сум клучо на врата, јас сум ден ноќ се закушен, да кажем, отворен. Страшно е, баш у нашите комшии тука у Саро јас живеам, беа ги оплачкале, беа изимале, дом поправиле и се заклучуваме. И преку ден сме заклучени, да ти кажем. Преку ден обавезно се клучу. Кој тропне, кои ни се роднини, ке ми звонат да влезат, инаку страшно. За нас, постарите, многу е страшно. Никој не е безбеден. И тие што ги фанат, што ги неат, одма ги пуштат. За нивна посигурна заштита бараат и почести патроли на полицијата, како порано, случајно да не станат жртви на крадците кои силом влегуваат во домовите на граѓаните. На село доаѓа полиција у неделата по 2 пати, а сега тука нема никаква полиција. 2 години, 3 ја не сум видела. Пред 2 години, 3 имаше полиција. Сега никаква полиција нема да се помине, да се види. Треба да има обезбедение. Секој што треба полицајец да имаш, како едно време што имаше полицајци преку ноќта по двете се оде, сега патака треба да види. Непознати маскирани разбойници во Штип малтретира и ограбија постара брачна двојка. Од нивната куќа заминаа со плен вреден околу 9000 евра. Внук покриен на глава се турнал во домот на постарите родители, од бабата барал пари,
дури и ја турнал на земја, а откако не ги добил, побегнал од нивната куќа. Полицијата се уште работи на двата случаи за пронаоѓање на сторителите, на двата немили настани. 45 годишен жител на кочанското село Полаки е осомничен за повеќе кражби од црковни објекти. Надворешната канцеларија за криминалистички работи во Демир Хисар денес поднесе посебен извештај против лицето со иницијали ИГ за сторени 5 кривични дела тешки кражби. Пријавениот минатата година во октомври извршил кражби во црквите Свети Никола, Свети Константин и Елена и Света Петка, од каде одзел 38.900 денари, а причинил штета на објектите од околу 5.000 денари. Стои во извештајот на полицијата. Службите на итната медицинска помош во регионот имаат потреба од набавка на нови санитетски возила. Во Делчевскиот здравствен дом во теке постапка за отпочнување на тендер, а во здравствениот дом во Македонска Каменица овој недостаток ќе се решава со помош на локалната самоуправа. Зголемување на бројот на санитетски возила бараат службите на итната медицинска помош во источниот дел од државата. Иако пред неколку години преку Министерството за здравство речиси сите служби добија нови возила, сепак се потребни нови за да се задоволат потребите на пациентите од регионот, реагираат директорите. Во Делчевскиот здравствен дом во теке постапка за отпочнување на тендерска постапка, а Македонска Каменица овој недостаток ќе го решава со помош на локалната самоуправа. Во Делчево во теке изготвување на тендер за набавка на болничко возило, а во Македонска Каменица веќе е во процедура за теренско возило за итната медицинска помош, ама тоа ќе биде донација од општината на Македонска Каменица. Во моментот итната медицинска помош во Кочани располага со 5 санитетски возила, од кој едното е постаро повеќе од 13 години. Имаме возило Peugeot Boxer санитетско и едно постаро возило Toyota, тоа е хуманитарна помош од владата на Република Јапонија, меѓутоа тоа е постаро возило, повеќе од 13 години. И имаме теренско возило Лада Нива Джип. Ништо поразлична не е и ситуацијата во Штип. Иако во моментот располагаат со 3 возила комбе, потребно е да се набават уште максимум 2 возила. Покрај пациентите од градот, Штипската брза помош ги обслужува и пациентите од соседната општина Карбинци, како и пациентите од подплочковичките села. Признанијата се стимул за понатаму, а во случајов доказ за тоа дека некој вредно си ги извршувал работните обврски. 137 вработени од Штипското комунално предпријатие ИСАР денес добија признанија и пригодни подароци за својот минат труд во предпријатието. Штипското комунално предпријатие ИСАР денеска на своите вработени кои полнат 10, 15 и 20 години работен стаж им врачи пригодни подароци. Администратор за обработка на судски предмети во секторот, правниот сектор. Денес полнам 10 години работен стаж. Чувството е прекрасно, возбудена сум нормално за тие 10 години работа, значи многу работа, многу труд, многу вложување. Секако заслужни се и мојата фамилија, заслужни се и моите драги ценети шефови. Јавното предпријатие ИСАР сум вработен веќе 15 години, денеска славам 15 години. Тоа е јануар 2002 година. Првото работно место во јавното предпријатие ми беше технички директор, бев 9 години технички директор, сега сум раководител на водоснабдителни објекти. За овие 15 години мислам дека со мојата работа дадо допринос за развој и унапредување на работата во предпријатието. Јас сум изгледал тие најстарите, што слава 20 години, значи од 2007, заклучи со 2017. Сите кажа дека се возбудени, дека е убаво, јас кажам дека многу работа, многу труд, и допрва не чека многу работа и труд. Директорот на ИСАР Ангел Бојаджиев вели дека вкупно 137 вработени оваа година полна 10, 15 и 20 години работен стаж, а тоа се луѓето кои секојдневно на градот Штип му обезбедуваат чиста и квалитетна вода за пиење,
чисти улици и го разубавуваат градот. Треба да се има една ваква традиција, да луѓето знаат преку тој скромен поклон кој што ќе го добијат и што ќе го имаат, дека макотрпно работеле, го заслужиле и да се потсетат во некое време да даде Господ овие луѓе сите да дочекат и пензија и во некое идно време да се присетуваат на тоа како работели, како земеле наградата. Вработените во Штипското комунално предпријатие и СР за минатиот труд добија признанија и часовници. Во текот на оваа година, според програмата за работа, им предстои изградба на нови водоводни и канализациони мрежи, како и набавка на нова опрема во неколку работни единици. Штипјани ја одбележаа 35 годишнината од смртта на големиот поет, академик и револуционер Ацо Шопов. Во чест на поетот се положија букети цвеќења на неговата биста пред Центарот за култура, што го носи неговото име. Промоција на книга, изложба и филмска проекција беа дел од годинешнава програма за одбележување. Чествување на 35 годишнината од смртта на поетот Ацо Шопов со пригоден говор и полагање цвеќе пред спомен бистата, штипјани денеска му дадоа почит на својот некогашен сограѓанин, поет и револуционер Ацо Шопов. За ликот и делото на академик Шопов, учесник и во НОП, пред присутните пригодна реч одржа Петар Мицевски од Сојузот на борци. Ацо Шопов е учесник во народно-ослободителната и антифашистска војна на Македонија од 1941 до 1945 година и се наредува во врвот на борците кои ја водеа 4-годишната војна, која извојува победата над фашизмот и создадоа државата со име Република Македонија. Во чест на поетот, во спомен собата на Шопов, во Домот на културата се одржа промоција на книгата Непродзирна светлина на поетот Благој Самоников. Дел од годинашнава програма за одбележување се изложбата на цртежи и филмска проекција. Непродзирна светлина е неновата стихозбирка на Самоников, за која промоторот Венко Антоновски ќе рече: Зарем е безопасна оваа привидна стварност? Највисокото сознание до кое може да дојде еден поет, во младоста фасциниран од материјалноста на светот, е токму оваа констатација дека светот е еден голем привид. Тоа е веќе знак на една еволуцијска работа, односно процес на зреење на поетот, затоа што кога малку поетот зрее, кога ќе се сврти малку и кон филозофија, и кон искуството животно, навистина ќе си го постави прашањето: а колку е стварноста на која ја посветува мојата песна, навистина стварна? Ацо Шопов се смета за стожер на македонската модерна литература. Првата збирка песни ја објавил во 1944 година. По војната ги објавува Пруга на младоста, Со наши раце, На грамост и антологиската Очи, посветена на својот соборец Вера Јоцик. Зад себе остави значаен творечки опус, меѓу кои врвните поетски остварувања Небитнина, Гледач во пепелта и Дрво на ридот. 53-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија годинава ќе се одржи во Кочани од 29 мај до 3 јуни во Националната установа Центар за култура Бели Мугри. Подготовките за годинешново издание се во тек. Го објавивме огласот за пријавување за учество на фестивалот и досега на фестивалската адреса се пријавија 30 на ансамбли од Македонија и од странство. И годинава фестивалот ќе има меѓународен карактер, а ќе бидат доделени повеќе награди, вели Благој Пенов, директор на Драмскиот аматерски фестивал. Пријавувањето за учество на фестивалот е до крајот на овој месец. На почетокот на месец мај ќе се знаат учесниците и репертоарот на годинешниот Драмски аматерски фестивал. Драмскиот аматерски фестивал годинава ја доби поддршката и од Министерството за култура. Наближува периодот кога матурантите треба да одлучат каде ќе го продолжат своето образование. Штипскиот универзитет Гоце Делчев почна со промоцијата на своите факултети и академии. Ректорот Бој вели дека анализите покажуваат дека и годинава на Штипскиот универзитет ќе се запишат околу 2300 студенти. Отворени денови ќе имаат и во Струмица, Кавадарци, Скопје и Прилеп.
Универзитетот Гоце Делчев од денеска почна со отворените инфоденови со цел матурантите да се запознаат со факултетите и академиите и какви наставни програми ќе им понудат во новата академска 2017-2018 година. Ректорот Блажо Боев вели дека како една од двете водечки високообразовни институции во земјава посветуваат внимание на својата промоција пред идните студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Студентите да видат дека ова е добро место за студирање, да видат дека ова е прав универзитет за нивниот избор и мислам дека тие ќе го направат правиот избор, ќе дојдат на УГД Штип. Боев истакна дека имаат направено анализи колку матуранти оваа година ќе изберат да студираат на 12 факултети и 3 академии на универзитетот. Анализите покажуваат дека реална бројка е 2300 на запишани студенти во прва година на Штипскиот универзитет. Сите студентски програми се реакредитирани и од оваа година се нови акредитирани студентски програми во поглед на она што значи обезбедување на студентски програми кои значи сработување и вработливост и она што значи големо образување на нашите студентски програми со стопанството и со индустријата. Проректорот Кирил Барбареев вели дека вакви отворени инфоденови ќе имаат и во наставните центри во Струмица, Кавадарци, Прилеп и Скопје. Сите средношколци во своите завршни години заедно со своите наставници ќе имат прилика да ги видат можностите кои што постојат на универзитетот. Тоа се можности од аспект на студирање, но и можности кои што може да и се случат на студентите во текот на студирањето. Значи станува збор за нивните можности за Еразмус програмите, станува можност за нивните културни, спортски активности кои што ќе се случуваат, станува збор за нивно вклучување во делот на центрите кои што ги има универзитетот. Студентите на Штипскиот универзитет кои денеска на штандовите ги презентираа своите факултети, забележуваат дека матурантите нема да сгрешат ако се запишат на некој од факултетите. Можам да се пофалам дека го имаме најдобриот наставен кадар во државата. Практична настава како е? Па имаме практична настава по предметите кои ги изучуваме, извршуваме практични проекти кои се во употреба. Еве, роботите овде ги направивме овој семестар по предметот основи на роботика и тоа е еден добар пример за да можат младите студенти да се запознаат како функционира работите понатаму. Многу добри услови има, многу квалитетен кадар, добри професори кои имаат завршено високо многу добри школи. Во текот на мај, трите академии нудат и културни содржини за младите, со гостување на млад отворен театар, а исто така ќе има и настап на голема танчерска група од Кина и Соединетите Американски држави. Германската амбасадорка Кристине Алтхаузер денеска беше во посета на детската градинка Павлина Вејанова во Кочани, каде што амбасадорката донираше 5000 евра за набавка на инвентар. Амбасадорката Алтхаузер истакна дека подитно мора да се реши политичката криза во земјава, а најпрвен треба да се избере председател на собранието. Es gibt immer einen Ausweg. Да, секогаш има излез, без излез животот би бил неиздржлив или неподнослив. Всушност, да, постои излез и постои пат, а тоа е имаме изборен резултат, ќе треба да се формира влада, првин ќе треба да следи избор на спикер во собранието, инаку задачите се веќе на маса и со реформи ќе мора да се започне што е можно поскоро, а потоа секако ќе дојдат и локалните избори на ред, меѓутоа како што кажав, полној редослед кој што го наведов. И натаму сушата се заканува на земјоделските посеви во источниот регион. Ниту последните, ниту оние дождови што се очекуваат нема да бидат доволни за добра наводнителна сезона. Акумулацијата калиманци се уште е празна, вода ќе се пушти на почетокот на мај, велат од подружницата во Кочани. Нема добри вести за оризопроизводителите во Кочанско. Дождовите не ја подобрија хидролошката состојба. Олеснувањето е само во делот на нивите кои сега полесно ќе се наполнат со вода, но браната и понатаму е полупразна. Ова вода е многу малку, односно дури незначителна во однос на нашата акумулација. Ако дотокот минатава недела беше нешто околу 2 кубика, денес е околу 2,9, што значи дека во овој период од годината е многу слаб. Воопшто не се ни мрдна котата на бранава, состојбата е повеќе од загрижувачка. Ние се надевавме дека ќе биде лоша, се спремавме, ова излегува дека уште полоша тоа што предвидувавме. И самите земјоделци сватија и покрај напорите колку состојбата е сериозна и очекуваните најмногу 25 литри дожд воден талок нема да ја променат состојбата која се уште е загрижувачка, белат од Кочанската водостопанска подружница,
Поради ова и пуштањето на вода од акумулацијата Калиманци е планирано на почетокот на мај. До 1 мај сигурно нема да биде пуштена водата од акумулацијата, од системот. Некаде очекуваме според нашите пресметки после 1 мај да истакнеме соопштенија дека ќе пуштаме вода. Сушата годинава и се заканува на земјоделските посеви во источниот регион. Калиманци е празна на половина. Во Кочанско почна полнењето на нивите пред сеидбата на оризот, кој годинава поради екстремно сушната година ќе се сее на помали површини. Во Кочанско од планираните 5100 ќе се посее на само 2400 хектари. Во Штипско намалувањето на површините е дури до 70%. Во минутите за спорт, фудбал, полуфинални пресметки. Во реванш екипата на Пелистер ја елиминира Брегалница, а Шкендија го елиминираше тимот на Вардар. Овие две екипи ќе се сретнат во финалето на Македонскиот фудбалски куп, кој ќе се одржи на 17 мај, најверојатно во Штип. Екипата на Пелистер во Битол ја победи Брегалница со резултат 1:0 во реваншниот преворот од полуфиналето на Македонскиот куп. Бидејќи првиот меч во Штип заврши нерешено 2:2, екипата на Пелистер се пласираше за големото финале. За противник во финалето ќе има екипата на Шкендија, откако во реваншот во Тетово загуби со резултат 0:1 од Вардар, но во првиот меч славеше во Скопје со резултат 1:3. Така овие две екипи ќе се сретат во финалето на Македонскиот куп, кој ќе се одржи на 17 мај, најверојатно во Штип. Неофицијално градот Штип ќе биде домаќин поради заштита на арената во Скопје за суперфиналето на Европскиот куп, кој ќе се одржи во месец август оваа година. Теренот на градскиот стадион во Штип е еден од најдобрите во Македонија, а постои веројатност финалниот надпрво да се одигра и во вечерен термин, односно под светлоста на рефлекторите. Градот Штип е на добар пат, по втор пат да биде домаќин и организатор на едно финале во купот, откако во 2012 година се одигра и финалето помеѓу екипите на Ренова и Работнички, во кој славија тетовчани со резултат 3:1, а тренер на Ренова беше штипјанецот Владко Костов. Вечерва почнуваат плей-оф возбудувањата за пласман во првата футсал лига на Македонија. Во Штип ќе има директна борба на локалните ривали Астибо и Мал Ајакс, а во вториот полуфинален меч ќе се сретнат Кратово и Црна Река од Кавадарци. Четирите првопласирани екипи во втората футсал лига на Македонија вечерва започнуваат борбата во разигрувањето за обезбедување на пласман во првата македонска лига. Тоа се екипите на Астибо и на Мал Ајакс од Штип, Црна Река од Кавадарци и екипата на Кратово. Ќе се игра по системот секој со секого по 2 надпревари дома и на гостински терен и првопласираната екипа директно ќе влезе во првата македонска лига. Второпласираната и третопласираната екипа од ова разигрување ќе играат бараж со 8-пласираната и 9-пласираната екипа од првата лига. Во првото коло се сеќаваат Црна Река Кратово, а во Штип ќе играат Астибо Мал Ајакс. Надпреварот Астибо Мал Ајакс се одигра вечерва во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов со почеток во 19 часот. Еде, почитувани гледачи, толку во ова четврточно издание на вестите. Доколку бевте со нас, благодарност за вниманието, но останете во приложение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.